Јас сум Јелена Блажевска, сопственик на билна аптека во Тетово. И сега за денеска ќе ви презентирам 3 производи што се најбарани во овој период. Прво ќе кажем нешто за маската против аерозагадување. Таа е од карбонски материјал со менливи филтри. Значи, вака изгледа. Зголемувањето на свеста за квалитетот на воздухот се должи на последните епизоди на енергното загадување во регионот, па и кај нас. Горењето на јаглен и на дрво, заедно со заканата од бензините и нафтата од возилата, го доведуваат квалитетот на воздухот на високи штетни нивоа. Профимаската против воздушното загадување обезбедува решение на прашањето на загадувањето и не штити од штетните PM10 и PM2,5 честички. Концентрациите на PM10 и PM2,5 во градовите, особено во зимскиот период, постојано ги надминуваат граничните вредности за заштита на човековото здравје. Овие микроскопски честици првенствено го напаѓаат респираторниот систем, со што организмот е изложен на чести настинки, алергии, тешко дишење, појава на астма и до најтешките заболувања. Профимаската е лесна за користење, се адаптира за сечија големина, овозможува низок отпор на дишење и може да се користи неограничено и многу повеќе. Да се надоврзам сега на првиот производ, маската против аерозагадување, како што напоменавме дека воздухот е загаден со честичките PM10 и PM2,5, затоа највише страдаат луѓето со алергија и астма. Исто така, овој период, чајот за алергија и астма помага доста во овој период. Значи, чајот за астма и бронхитис ги прочистува дишните патишта, го намалува интензитетот на астмата, намалува алергиски реакции, го намалува стресот при астма, респираторните проблеми, исто така ствара силен имунитет, смирува кивавица, кашлица и многу повеќе. За третиот производ се одлучив да биде брашното од бадем, заради тоа што во последниот период многу е застапена храната без глутен, како што се многу и чести алергиите на глутен, како кај возрастните, така и кај децата. За брашното од бадем се одлучив заради тоа што е потполно природен производ, добиен со мелење камен на камен при извојување на маслото од бадем. Без додатоци, без ароми, без вештачки бои, богато е со влакна и протеини. Се препорачува за сите спортисти, диабетичари, се користи во комбинација со јогурт, млеко, вода, може да се додава во мусли, тестенини, исто и во палачинки е доста актуелно овој период. Од брашното исто може да се направи и сос, намаз, а во комбинација со млеко и мед се добива природно чоколино. Одличен извор на омега-3 киселини и протеини, а особено е здраво за срцето и за мозокот.